Почитувани, добар ден. Време е да започнеме со црвена линија. Денеска по повод 21 февруари, меѓународниот ден на мајчиниот јазик, Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков се одржа свечено чествување за значењето на македонскиот јазик. Во црвена линија ќе зборуваме за нашиот мајчин јазик, темел на нашиот идентитет, култура и традиција. Многу наши дејци, како Прличев, Миладиновци, Мисирков, Конески се бореле за него. Затоа јазикот е најважното тло на кое цврсто стоиме. Јазикот е нашата татковина. Го губиме ли македонскиот јазик збор по збор? Како да го зачуваме јазикот за идните генерации? Тоа се двете прашања кои што денес црвена линија ги поставува до сите вас кои што не следите во моментот. Секако подсетување дека за учество во црвена линија треба да се заврти нашиот веќе добро познат број 02 307 005. На самиот почеток, особено за оние кои што за прв пат ќе се вклучите во црвена линија, секако сте добре дојдени. Една исклучително важна напомена во однос на правилата врзани од технички аспект. Од кога ќе го завртите нашиот број, подсетувам 02 307 0005 и ќе ве превземат од режија, ве замолувам што е поскоро да се намали и тонот на ТВ приемникот во вашиот дом. Тоа е особено важно, бидејќи нема да имате впечаток дека воопшто сте веќе во живот, дека ги очекуваме вашите одговори, а неретко се случува да мислите дека некој друг зборува наместо вас. Исто така, на самиот почеток ве каниме да бидете меѓу оние кои што и редовно не следат, но и редовно се активни кога станува збор за анкетите кои што ги споделува црвена линија на Инстаграм. Она што ви треба е секако нашиот профил на Инстаграм, профилот е црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. И со инстаграмски речник, на македонски, ако е преведено, би било Инстаграм приказна. Вас ви треба повеќе така се користи и прифатено е како Инстаграм стори. Кликнете веднаш на тоа прозорче и одговорете на денешното прашање дали сме генерација што ќе го сочува или ќе го изгуби јазикот. Две опции за одговор: да не кликате на полето кое што го содржи вашиот одговор, така да еве се додека трае црвена линија можете активно да учествувате и во оваа анкета. И пред да започнеме денес да зборуваме со вас, да го погледнеме и прилогот на Нина Стефанова. Само уверените и успешни нации се гордеат со својата култура и својот мајчин јазик. И токму преку мајчиниот јазик ги усвојуваат соседните и престижните или светски јазици, вели професор Јованова Грујовска. Многовековната борба за слобода, државност и признат македонски јазик не научи на заемно почитување на различните култури и јазици. Но кои се предизвиците денес за македонскиот јазик? Доминантните странски јазици од влијанието од јазикот со престиж и конкретно и од латиницата, нели? Тоа се двата големи предизвика, треба да тука треба да бидеме единствени, дека убаво е сета комуникација да се одвива на македонски јазик, таа да биде модерна, прифатена меѓу младите. Дали мајчиниот јазик е службениот јазик на една држава? Дали пак дијалектот што го слушаме од нашите родители или е стандардниот јазик што го учиме во училиштето? Се дел од аспектите на кои се осврна професор Цветановски во своето обраќање во Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Мајчиниот јазик не може да се сведе само на една административна категорија. Тоа е културна и духовна категорија. Тоа е јазикот во кој се оформува нашата прва мисла, првата приказна, првата молитва. Преку него ја наследуваме колективната меморија. Во однос на прашањето со кои предизвици денес се соочува македонскиот јазик, председателката Силјановска Давкова забележа дека тие предизвици се слични со оние со кои се соочуваат и останатите така наречени мали јазици. Јазикот живее со говорителите, низ нивната љубов и одговорност во начинот на кој се однесуваат кон него. Најважно е ние, или секој од нас, да се обидеме да се чуеме
како говориме македонски, секаде и секогаш. Во сите институции, во сите организации, на сите нивоа, и да се запрашаме дали така како што мајките се грижеле за нас, ние се грижиме за мајчиниот јазик. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик настапија и ученици кои прочитаа творби на повеќе јазици. А ние сега веќе ја започнуваме дискусијата со вас стандардно во своето време на црвена линија. Почитувани, ве посетувам особено вас кои што малку подоцна се вклучивте за учество во црвена линија. Доволно е да го завртите нашиот број, го гледате на екраните 02-307-0005. Црвена линија денес ве прашува: го губиме ли македонскиот јазик збор по збор? Како да го зачуваме јазикот за идните генерации? Како вие го негувате македонскиот јазик? Секако верувам дека низ секојдневието, низ живеачката и како забележувате импакти кои што му се случуваат на македонскиот јазик, особено кога го говориме. Па останува секако да се вклучите и во ова издание на Црвена линија, да дадете одговори на нашите прашања, но кога сме веќе кај активноста, секако еве за оние кои што можеби така вие поедноставно, подобро ќе се снајдете, не заборавајте дека темите Црвена линија ги објавува и на својот профил на Facebook и секако профилот на Телма телевизија. Еве како изгледаме таму, па ако ви е така подобро или не можете да не добиете во живо, пишувајте коментари. Односно, давајте одговори на следново прашање: го губиме ли македонскиот јазик збор по збор? Ајде да видиме што ќе кажат сите оние кои што ќе ги вклучиме во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Еве, го губиме ли македонскиот јазик збор по збор? Јас мислам дека ние од ден на ден го губиме македонскиот јазик. Секој ден збор по збор го губиме македонскиот јазик. Затоа што децата уште во градинката учат англиски. Значи, уште во градинката децата ги спремат за англиски јазик, фактички тоа е за извоз во друга држава, а не тука да живеат и да го зборат својот мајчин јазик. Не е работата да се учи англискиот јазик. Може да се учи и о покасни години англискиот јазик, што е светски јазик. Работата е во тоа што почнуваат да ги употребуваат зборовите и во секојдневниот живот, и учениците, и децата, и родителите, all right, не знам там шо, 300 зборови употребуваат од англискиот јазик. Значи, исто така, на филолошкиот факултет се запишуваат многу мал број на студенти кои студираат македонски литературен јазик. Значи, нема доволен број веќе и на професори што ќе предават македонски јазик во училиштата. Тоа треба да се преземат мерки од страна на државата. Благодарност за учеството во Црвена линија, секако и подсетување за сите останати кои што ќе се вклучите во ова денешно издание, внимавајте и на времето. Во Црвена линија предвидено едно јавување, временски да трае 90 секунди, но тоа не значи дека не сте добре дојдени повторно да го завртите нашиот број 02-307-005 и секако да се вклучите повторно за да се доискажете, надополните во нови 90 секунди. Покрај тоа што очекуваме да бидете активни во однос на денешната анкета која што е објавена во текот на целиот ден на Црвена линија, секако бидете активни на социјалните медиуми, поточно веќе ја имаме објавено на Facebook нашата тема. Давајте одговори и секако учествувајте и бидете активни. Коментарите редовно ги читаме меѓу вклучување гледачи. А ние сега ќе продолжиме со вклучувањето, прашуваме го губиме ли македонскиот јазик збор по збор и како да го зачуваме јазикот за идните генерации. Добар ден. Ало, добар ден, Тино.
Повелете, ве слушаме. Се слушаме. За македонскиот јазик треба се негува уште од мали ноги. Во градинките, едукација што е, треба да биде на високо ниво. Тие што ги воспитуваат, воспитачките треба да идат на барем седмодневен курс за да научат правилно да говорат и правилно да ги изнесуваат зборовите на децата, бидејќи тие се како сунгер и се впиваат. Тоа важи и за основното, и за градинките, и за на факултетот. Имаме ние професори кои ќе седнеме да видите на телевизија или во парламент, ќе стават некој апостроф што не е литературен јазик. Даваме извоз англиски, германски, француски, руски, чекате ве уѓе. Прво научите го македонскиот јазик, па после тоа кога ќе го совладаме онака како што треба и како треба да се однесуваме во меѓусебната комуникација со луѓето, тоа е тоа. Ја имав да ви кажем отворено добра тројка македонски јазик од прво до средно. Добра тројка, да добиеш добра тројка во време на социјализмот и комунизмот, тоа да имаш денеска да имаш чиста десетка на факултет. А сега секој еден. Еве, земете ги пратеници од другите националности не знаат да говорат македонски јазик, а искочил на парламент. Мислам, тоа е крајно нево. И порачам министерката да ги собере сите под нив, све што треба да ми однесат курс за говорење на литература на македонски јазик. Ви благодарам многу. Благодарам и вам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас, ве каниме и секако сакаме да ве слушаме што е она што забележувате еве во секојдневието, во секојдневната пракса, дали сметате еве дека доволно се негува и правилно се говори македонскиот јазик, дали ви се чини дека можеби го губиме збор по збор и како да го зачуваме јазикот за идните генерации. Добар ден. Добар ден. Ве замолувам на самиот почеток веднаш да го намалите целосно тонот на телевизорот. Во ред ли е? Дали го намаливте? Во ред е, се слушаме. Повелете. Најмалку 70% не зборуваат на македонски јазик. Ако го ставам и акцентот, тогаш најмалку 95% не го знаат македонскиот јазик. Јас да кажам само дека имам учено во основно и во средно образование македонски јазик. Меѓутоа, се што слушам на телевизија нема врска со тие што зборуваат со македонскиот јазик. Вклучувајќи го тоа и голем дел од водителите кај вас на телевизија. Македонски јазик беше воведено да се почитува 70-тите години, Бог да го прости, Крсте Црвенковски забрани секоја фирма да биде на друг јазик освен на македонски. Дали сега сте видели некоја фирма да биде на македонски јазик? Сега, ако кажете на англиски јазик, вие сте први. Нема да прочитате на македонски јазик. Англискиот јазик сега е и преведувачите. Многу има преведувачите на македонски јазик, не го преведуваат точно. Еве, сега да кажам и за тие германски јазик. Благодарам многу. Доколку сакате да се доискажете и сега кој да откриете повеќе за она што планиравте да кажете околу германскиот јазик, секако ве канам уште еднаш да го завртите нашиот број 02307-005 и да добиете нови 90 секунди. За овие први ви се заблагодарувам и секако порачувам не само да ни се јавите, туку и да останете до крај со нас. А ние продолжуваме и понатаму со вклучување. Она што сакаме денес од вас да дознаеме всушност еве според вас како е најдобро да го сочуваме македонскиот јазик со оглед на тоа што се добива впечаток од ден на ден, од година во година, како да го губиме збор по збор. Па како да го зачуваме јазикот за да остане за идните генерации според вас? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Благодарам ако сум јас.
го губиме ли македонскиот јазик збор по збор? Ние веќе не само јазикот, ние се изгубиме што е во Македонија. Македонците зборат. Ја изгубија државноста, ја изгубија државата, го губат јазико, ја губат економијата. Еве, нашите влади водетели во овие 35 години, со тој лагоден скопски живот и лагоден скопски говор, и македонскиот јазик се губи, и државноста се губи. Што мислат тие владетели наши, што ќе биде со Македонија за некоја година? А ако се случи лошотило за целаните што ја создаваат Македонија, создаваат храна, генерации создаваа, природна население создаваа, а сега ништо. Нема целани, нема храна природна, нема природно население и само владетелите наши треба да живеат. Што мислат тие, ако останат само владетели, суди, кади, полиција, армија, што и веќе нема луѓе за армија, нема за полиција? Што мислат тие наши владетели? На јазико, еве, ја губиме водата, уште воздухот остана македонски, воздухот. Водата, еве во ова село Виничко Блатец, што кажуваат луѓе што штрајкуваат, затоа што некој дал концесии на некој што од некаде да прави брана. Каде, кој го прашави народот? Затоа народот треба се собере и таму живо куќе да не пушти од глава. Благодарам многу за одговорите и секако еве потсетување за останатите гледачи кои што секако ќе се вклучите, верувам, во ова издание на Црвена линија, да се држиме до темата. А еве да ве потсетиме и на зборовите кои што ги кажа Блаже Конаски. Послушајте, македонци, јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го негуваме, го вардиме, го гледаме јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека ја имаме и татковината, како куќа, како дом, како огниште. Го чуваме ли сопствениот македонски јазик? Или пак ви се чини дека од година во година, од ден во ден, се повеќе го губиме од збор по збор? Да ве слушнеме. Добар ден. Намалете го тонот на телевизорот веднаш, ве молам. Дали се слушаме? Се слушаме. Повелете, во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден. За јазикот? Да, го губиме ли македонскиот јазик збор по збор? Па го губиме 100%. Кога вие, јавните личности, употребувате зборови како што се колачи, дали одете во писарница или во сладкарница. Сако, халина, пита, не за што употребувате свашта вие, јавните личности. И како не го губиме? Што е тоа сако? Што е? Како може халина да кажете? Струк да кажете, струк. Вие јавни личности. Па вие го уназадувате јазикот македонски. Значи, вината барате пред се во медиумскиот простор и луѓето кои што зборуваат во медиумите. Добро. Што да ви кажам другове? Што е? Употребувате секакви непотребни немакедонски зборови. Пита, мита. Каква пита бе? Баниц или желник е тоа? Што употребувате вие на телевизија? Според вас, еве, како можеме да го одбраним јазикот и од странските влијанија, особено со појавата на социјалните медиуми? Па, ќе го одбраните така што ќе ги употребувате македонските зборови, а не пита да ми кажувате. Јас не ви кажав пита, ве слушам. Добар ден, уште еднаш за следното вклучување и голема благодарност за гледачот. Ние продолжуваме понатаму. Секако вашите одговори ги очекуваме и на просторот каде што е објавена темата, а тоа е на Facebook. Така да, еве, пристигаат и коментари. Го имаме она што го напишал Даниел Петковски како одговор на прашањето го губиме ли македонскиот јазик? Збор по збор. Македонскиот јазик ќе се изучува со векови и ќе се сочува. Благодарам, Даниел. Бидете и како Даниел, пишувајте, секако давајте одговори кои што секако ќе ги споделиме и со оние кои што не следат во живо. Добар ден. Хало, добар ден. Голем поздрав и до вас, све слушаме внимателно. Повелете. Се слушаме, така? Да, повелете. Вината е фрлам во наставниот кадар.
од најниските учители до највисоките професори. Тие кога ги слушам, кога ќе речат, ќе им рече на децата, искачајте, кај ги скачаат преку прозор, не викат излегувајте, него искачајте. Ќе зборуваат, ќе ода, кај ќе ода, ќе одам, ќе јада. Што ќе јада? Ќе јадам. Ќе збора. Секој професор, ја денеска ќе збора. Не знае да речи ќе, јас денеска ќе зборувам. Еден чист збор ни кажуваат македонски. И ги посматрам овие што се на високо ниво. Учените што се, со диплома што земале, кои за каква диплома земале, и професори, и владетели, сите истото го зборуваат. Ке збора, ке зборувам, ке се испрам на трибината и ке зборувам, а не ке се испрам и ке збора тамо, све што треба ке збора. Благодарам што зборувавте и што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете да не гледате и понатаму. Почитувани, малку ќе ве префрлам и на просторот каде што редовно можете секојдневно, подобро да речам, да се информирате брзо, ефикасно и секако квалитетно. Се што ви треба е tilma.com.mk. Насловот на кој што очекуваме да го задржите своето внимание во однос на темата за која што говориме денес со вас е следниот. Јазикот не е само административна категорија, туку е културна и духовна. Денес одбележува и Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Па еве колку го негуваме во секојдневието, во говорот. Дали ви се чини дека од ден на ден го губиме збор по збор и како можеме да го зачуваме за идните генерации? Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме. Повелете, во Црвена линија сте. Вака најнапред да ви кажам дека да, лично мислење дека ние го губиме, ја губиме битката со зачувување на македонскиот јазик од влијанијата на англискиот и останатите јазици на поголемите јазични заедници. Како би го сочувале? Па мислам дека пред се ќе го зачуваме со законски мерки, со печатење на многу книги, почнувајќи од најмалите деца, од сликовници, сказни, учебници, стручна литература. И мислам дека е неопходно, апсолутно неопходно и медиумите, но и представниците на сите три столба на власта, и извршната, и законодавната, но и судската, сериозно да поработат и да се потсетат малце на македонскиот јазик, македонската граматика. Дефинитивно точно е тоа што го кажа господинот, големиот, нашиот Блаже Коневски. Благодарам. Поздрав. Благодарам и за се она што го кажавте во рамки на ова издание на Црвена линија. Останете вие и понатаму со нас. А ние и понатаму продолжуваме вас да ве прашуваме еве што забележувате во секојдневието, во она интеракција помеѓу новите генерации, дали ние еве повозрасните всушност се уште се држиме до квалитетот кога станува збор и правилноста на употребата на зборовите во македонскиот јазик. Па дали ви се чини дека едноставно ден во ден го губиме од збор по збор, или постои начин каде што се уште можеме да го сочуваме и секако правилно да го користиме меѓу идните генерации. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден. Ало? Дали се слушаме? Добар ден. Да, се слушаме. Повелете во Црвена линија сте. Имам едно прашање, значи, за македонскиот јазик, за губењето чекав одавна, за да слушнам. Значи, имам едно прашање многу големо. Вика, се слуша и по медиумите и секаде вели волку. Значи, како да му објаснам јас на моето внуче една реченица проста. Волку, 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 овце и деде.
Дали разбрахте прашањето? Продолжете, не ви ги одзимам секундите, образложете им на гледачите, па ќе ви дадат можеби тие одговор. Не, затоа викам јас за гледачите нормално дека волку колку овце изеде. Шо е тоа не знам. Јас не можам да му објаснам на моите внуци, например, имам што одат во прво, во второ одделение и никако не можам да му го објаснам. И затоа секој кој што може, например, да ми објасни таа реченица која е, алаф да му е, фала многу, пријатно. Извинете што ви одзедо време. Не, вашето време го имаме се уште ние 8 секунди, но ако бевте покуси од предвидените 90, сега ако бевте, верувам, доволно јасни. Еве, почитувани, можете да слушнете и прашања кои што ги поставуваат и гледачите и неретко и јас велам дека во Црвена линија, верувам, секојдневно развиваме дискусија во однос на различни теми, но денес секако го одбележуваме и Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Од тука и потребата да се постави оваа тема, која што е исклучително важна, а тоа е да потврдиме уште еднаш дека јазикот не е само административна категорија, туку културна и духовна, символ на постоење на еден народ. Па ви се чини ли дека го губиме македонскиот јазик, неговата автентичност, дали го користиме правилно, како во устна, така и во писмена форма, или пак го губиме збор по збор. Како да го негуваме и задржиме за идните генерации? Добар ден! Добар ден! Убав ден, ве слушаме, повелете. Па јазикот нема да го изгубиме, а само диалектите у Македонија. А додека постои македонски народ, јас мислам дека јазикот нема да го загубиме. Сега тоа некој што на диалекти се зборе, скопски, велешки, сршки, охридски, тоа е друго. Али македонскиот јазик мислам дека нема да загубиме, да го изгубиме, плюс и у цела Европа го признават македонскиот јазик. И додека постои македонски народ, не ми се верува дека ќе го изгубиме. Ние македонците ќе си збориме македонски и како може да го изгубиме? Дали ви се чини дека идните генерации, па дури и ние постоечките, правилно го користиме, особено онаму каде што треба? Па ние правилно го користиме, сега ви кажувам. А тоа е диалектите. Правилно секогаш не го зборуваме, затоа што диалекти. А младите, па и целија се, сега тие странци што се родили, многу тешко да го научат македонскиот јазик. Оно ќе го научат, ама нема да биде чист македонски јазик. И не знам, ја мислам дека додека сум јас жива, па ќе постои македонски јазик. Јас сум си македонка и македонски јазик ќе си постои. Поздрав, убава вечер. Благодарам и секако продолжете да не гледате понатаму. А ние продолжуваме со вас и секако подсетуваме, не заборавајте да бидете активни кога станува збор на социјалните медиуми и еве пристигаат нови одговори во форма на коментар. Прашањето е токму идентично како и она кое што го поставуваме во живо. Го губиме ли македонскиот јазик збор по збор? Еве што напиша, како е напишано ова, името е Джими Дейвид Волтер, добро. Напишано е ние, македонциве, веќе сме изгубени во свемирот, односно Вселената. Ние македонците, значи, веќе сме изгубени во Вселената, напишал Джими. Благодарност до Джими, или кој да е од профилот, а ние продолжуваме понатаму со вас и очекуваме да ги слушнаме вашите одговори. Добар ден! Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас, повелете, ве слушам. И до вас, до водителката. Вака, видиш, убаво женичка ва кажа, доека постоеме ние, бре, нема шанса македонскиот јазик да загине. Мислам да... Не знам што да кажам понатака. Во однос на правилната употреба, еве да речеме. Да, правилното треба, имаме, еве, министерката Јанецка е искусна, што треба да се учи таму, мислам, она знае што треба, али да се изгуби македонскиот јазик, нема шанса, еве, имаме многу лингвисти што доаѓаат по македонски да ти коцел пред, да ти е мерак да ги слушаш пољацки, да професорката, пољацинјата, руците,
германски, сите, мислам него, само Колумбијето, Јанко, цел свет не промовира до македонска песна, мака му част. Така ли е? А нема никакво потекло од Македонија. Значи, македонскиот јазик 500 години после од турците, кој не било бугари, срби, нема шанса, за правилност на малку, значи имаме министерката тоа ќе го уреди што треба. А инако, нема шанса, Македонија е многу силен јазик е. Поздрав ти нам, нема шанса да се изгуби. Благодарам многу, драго нешто, и вие бевте дел од Црвена линија, продолжете да не гледате понатаму. Ке ве подсетам, се разбира се уште додека трае Црвена линија, да земете активно учество и во рамки на денешната анкета. Треба да не заследите на Инстаграм, секако и профилот на Телма телевизија, а прашањето за денес е следно: дали сме генерација што ќе го сочува или ќе го изгуби јазикот? Две опции за одговор: да, не. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Се слушаме. Да, повелете. Таа една госпоѓа пред овај што зборуваше, убо зборуваше цело време, ама на крајот кога рече ние македонците ќе збориме, и тука пропадна. Ќе збориме. Не можеше да речи ние македонците ќе зборуваме, а не ќе збориме. Добре, ви се чинили дека новите генерации во рамки на секојдневната комуникација, еве и ние повозрастните го негуваме и го зборуваме правилно мајчиниот јазик. Ми го земаш време во ќе се караме. Сега да кажав, без обзира англиски учиме, француски учиме, како сакат јазик ќе учиме и ќе зборуваме. Македонскиот треба правилно да си го зборуваме, а не да збориме. Ја не можам да ги разберам овие писмени, тие ги критикувам јас. Затоа што тие детата ги учат така да зборуваат. Дете, не збори многу. Па не зборувај многу. Или, не знам, со такво да зборувам со деној, какви зборој погрешни ги учат наставниците. Наставниците јазикот не го зборуваат како што треба. Благодарно за повторното, верувам, вклучување во Црвена линија. И сега секако навраќање кон насловот на кој што очекувам исто така да го задржите собственото внимание, а тоа е прица да го посетите сајтот на Телма, тоа е telma.com.mk. Насловот е јазикот не е само административна категорија, подсетувам, туку и културна, духовна, меѓународен ден се одбележува на мајчиниот јазик. Па и вака сега, самоуверените, дали може да покажеме, се извинувам, самоуверените и успешни нации, еве како тоа изгледа на telma.com.mk. Самоуверените и успешни нации се гордеат со својата култура и својот мајчин јазик и токму преку мајчиниот јазик ги усвојуваат соседните и престижните или светски јазици. Ова го вели професор Јованова Груевска. Инаку многу вековната борба за слобода, државност и признат македонски јазик не научи на взаемно почитување на различните култури и јазици. Но кои се и предизвиците денес за македонскиот јазик? Најголеми предизвици со кои што се соочува македонскиот јазик е влијанието од доминантните странски јазици, влијанието од јазикот со престиж и конкретно од латиницата. Почитувани ви се чинили дека од година во година, од ден во ден го губиме збор по збор македонскиот јазик. Како можеме да го негуваме, сочуваме за идните генерации, секако дали ви се чини дека правилно и онака како што треба го користиме? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, сега, дали зборуваме за македонскиот јазик или зборуваме за македонскиот литературен јазик? Македонскиот литературен јазик се е богат со многу дијалекти кои што го сочинуваат македонскиот јазик. И не знам зашто е проблем ако некој каже збори, а не зборувам. Тоа е дел од македонскиот јазик. Нели?
Така и диалектите се составен дел на јазикот, нешто што сега како жива материја му дава... Тоа е богатството на еден јазик. Му го дава богатството. Но еве најголеми предизвици имаме, мора да признаеме, со интернетот, социјалните медиуми. Тоа е веќе сосема друг проблем. Значи, не станува збор за странски зборови кои што се одомаќенуваат во нашиот јазик. А најголем проблем, мислам дека во моментов е како се губи македонскиот јазик е со новите генерации кои што меѓу себе разговараат на англиски, а не на македонски. Тоа е големиот проблем. Како можеме да ги вратиме повторно да уживаат додека говорат македонски во комуникацијата, наместо да користат англицизми? Па најверојатно и дома треба да се работи на тоа, родителите. Така, големо благодарам за учеството во Црвена линија, почитувани, времето за реклами дојде. Почитувани, време е да ги соопштиме и резултатите од денешната анкета. Секако заследете на Инстаграм и бидете дел од оние не само кои што не следат, туку и активно учествуваат во секоја една наредна. На денешното прашање дали сме генерација што ќе го сочува или ќе го изгуби јазикот, со да одговорија 67%, со не одговорија 33%. Големо благодарам и за ова денешно издание на Црвена линија, кое што беше токму благодарение на вашите одговори, вашето учество. Се гледаме утре во нашиот стандарден термин. Довидување.